Дали македонското општество потврла во прифаќањето на лицата со посебни потреби? Одговорот на ова прашање за жал е потврден во животната приказна на Снежана Караџовска, скопјанката која пред 2 години ги загуби двете нозе во страшната сообраќајна несреќа во Турција при судир на туристички автобус од Македонија со камион што превезувал јаглен, а таа несреќа ја промени судбината. На враќање од Турска, негде пред граница се случи сообраќајна несреќа во која едно лице погина. Јас сум најтешко повредена, ги изгубив двете нозе, но над колена, да не кажам најтежок случај, барам да имав едно. И многу беа други повредени, од кои после мене сигурно уште 2-3 тројца, но полесно од мене. Другите со помали повреди. Јас после 2 дена лежење во Турска се освестив, не во првата, него во втората болница. Се освестив и видов дека немам нозе. Не знам како знаев дека немам нозе. Дали сум била свесна кога тоа се случило, зборам за несреќата, но после од голем стрес запаѓаш во некој шок. Тоа сигурно докторите го знаат подобро. Се случи што се случи, примаш седативи, немаш никакви болки и некако ти се чини дека па добро, сега ги изгубив нозете, ама ајде па и нели медицина, современи протези, па луѓе трчаат, прават лево, десно, па и јас се надеваш дека и ти ќе одиш. Да не ја раскажувам многу приказката од тоа како стигнав до Македонија, што се случи во државна болница. Ме испуштија после 3 недели лежење во државна болница. Стигнуваш дома, веќе не си под седативи. Веќе почнуваат страшни болки. И таму има болки во државна болница, но дома веќе нешто сосема десето. Примав таблети против болови, но тоа воопшто не ја облажуваше болката. Тоа беше нешто малку, додека делуваат. И веќе 2 години бев со седативи, до скоро до пред неколку месеци престанав на иницијатива на доктор од Холандија, кој требаше да поболнам еден прашалник и ме праша дали пијам нешто, му кажав дека пијам и ми рече дека треба да престанам. И јас сум сега нон-стоп со болки. Значи имам неколку вида на болки. Болки по мускулите, коската, фантомски болки. Многу од овие работи не ги знаев и не знаев на кого да се обратам и кој да ми каже. Живее на 3-ти кат без лифт во зграда, има константни болки и без потребните финансии за операција, со изгубена доверба во државата и институциите. Ова е суровата реалност со која се соочува Караџовска како лице со тежок телесен инвалидитет. Раскажувајќи ја својата приказна за 1TV и борбата со секојдневните проблеми, како е да си врзан за инвалидска количка веќе 2 години, Снежана ќе каже: страшно е да си родител, мајка, да немаш 2 нозе над колена, да живееш на 3-ти кат без лифт и да бараш помош од државата за кој ти следува. Не барам нешто што испаѓа дека, знаете како, треба да имате грижена совест зашто сакате да одите. Треба, не разбирам, многу работи во државата испаѓаат многу поважни од вас. Испаѓа подобро, па леле оваа пак ли ќе излезе, пак ли оваа пишува. Јас не знам на кого се не сум се обратила и што све не ми се има случајно. Ви може да замислите, имав ситуација која ми напиша дека морам да вратам 900 денари за телесно оштетување, ми дале бесправно. Јас се чудев како може да ми дадат бесправно кога случката настана, значи овој немил настан се случи во септември 2016, а они ми велат дека тоа треба да биде во декември 2016. Од која институција беше ова? Тоа во 2016 од Труд и социјала. Кога се наоѓате вие во период кога една влада треба да си оди, а друга доаѓа, дали тоа за пациент треба да е проблем? Караџовска се уште ги чека парите од осигурителната компанија Euroins и во моментов има 2 судски спорови против нив.
Вели дека оттаму постојано наоѓаат изговори само за да не ги дадат парите кои следуваат од патничкото осигурување. 2 години трае и битката со неажурноста на институциите за една сообраќајка од која има тешки последици. Таа е дополнително револтирана што со 2 ампутирани нозе над колената не успела да добие трајна инвалидска пензија со оправдување од комисијата дека е работоспособна. Снежана сега надежта ја гледа во веста што ја добила, дека конечно се прават одредени напори од Министерството за труд и социјална политика за измени во законот за ортопедски помагала, но според неа проблемот во здравството е наследен. Она што е жалосно во Македонија, објаснува таа, е дека дури и да ви ги поклонат најдобрите протези, кај нас нема соодветна обука како тие да се користат. Сега некој мене да ми ги поклони најдобрите протези, ја не знам кој ќе ме обучи кај нас. Значи, мора да се знае дека работата е поврзана една со друга. Ниту може некој да ми стави импланти и да ме остави, да ме, зашто ја ќе пружа мали штали на нив. Значи, ако ми се направат импланти, ќе треба да се стават протези. Ако се стават протези, треба некој да те рехабилитира, да те научи да одиш. Едно без друго не оди. Јас кога добив прв пат протези овде пробни, да не кажам, ми рекоа, па сега Господ напомош, нека ти кој ќе те учи да одиш. Проблемот кај мене е што немам колена. Друго е кога ти немаш една нога, па да ме кај на разбојов поди натаму нааму и готово. Ама тоа не е така. Тоа на запад така не е. На запад кога ќе ти дадат количка, месец дена те обучуваат како да ја возиш. По кал, по дожд, по снег, како ако паднеш, како да станеш. Овде ти ја даваат и ти си среќен дека си добил количка, уствари не си свесен што понатаму. За нејзината иднина бара 2 опции: операции кои се изведуваат во странство, а за кои се потребни многу пари. Итно има потреба од модерни протези со микропроцесор, кои чинат околу 57.000 евра. Но нејзина желба е да направи осеоинтеграција, операција со вградување на импланти во коските на кои се става протеза. Зафат кој сака да го направи во болница во Холандија и чини околу 52.000 евра, со кој верува дека еден ден повторно ќе може да застане на нозе и да функционира нормално. Сепак Снежана раскажува дека проблемот за потребната операција е на чекање во Фондот за здравство, но и после толку време и напори, потврден одговор нема. Трошоците од ден во ден се огромни од секој аспект за тешкиот случај на Караџовска. 2 години само плаќа приватен физиотерапевт, затоа што законски исследува само 2 пати годишно. Прашува зошто рехабилитацијата според законот за физикална терапија за сите случаи со повреди или инвалидитет трае исто, односно само 21 ден. Не е исто да скршиш рака, да немаш една нога или да ти се ампутирани 2 нозе над колена, раскажува Караџовска. Ако некој надвор на запад оди после 3-тиот месец, а јас седам 2 години 2 месеца во количка, тоа значи дека мускулот се крати. Ако мускулот ви се скрати, вие не можете да одите. За мене да не ми се скрати мускулот, јас имам 3 до 4 пати неделно физиотерапевт кој го плаќам приватно. Ако денеска седам саат, 2-3 во количка, јас после тоа лежам на стомак, сама сум ски направила вреки песок врз мене со тегови за да ми се исправи мускулот. Вие сега седите, ама после ќе станете и ќе одите и тој мускул вас ќе ви се исправи. А ја немам како другачи. Дополнителен проблем во секојдневието на Снежана представува тоа што ретко може да го напушти својот дом, освен што нема лифт и за лица со хендикеп во зградата во која што живее во Карпош, ретко каде во главниот град има приспособени рампи во објектите, институциите па и болниците за нормално движење на лицата со инвалидност. Но голем проблем според неја е и недоволно развиената свест и огромните предрасуди во општеството за лицата со посебни потреби. Потребно е што повеќе едукација на децата уште од мали и подобрување на образованието, смета таа. Неретко каде, нигде. Зошто велам нигде? Градски зид нема. Значи јас во градски зид не може да влезам. Од вај ме собира сум била на гости, од вај влегов со количката и тоа е најмалата количка што постои. Значи, 1 сантим ако е поголема не можеш да влезеш. А да не збориме дека треба да те качат до таму да влезеш. Нигде нема, во судови нема, на први земје да, ама на спрат како? Па по скали. Керка ми која дипломираше на економски факултет на раце ме каче горе. Ако збориме, еве, ајде за државна болница.
3 сати седам таму, 4 сати седам во количка за некој документ, тоалет за мене нема. Ја немам каде да отидам. И кога ќе им кажам на луѓе, јас само во Сити Мол имам тоалет за мене. Ја немам на друго место. Дали некој се прашува, јас кога ќе излезам надвор, каде одам во тоалет? Не одам нигде, не пијам вода, ништо не правам тој ден, за да можам да излезам. Тоа некој мисли не. Да не збориме дека освен достоинството ти е одземено во секој поглед. Се среќаваш со луѓе кои кога ќе те сретнат, се прекрстуваат и си плукаат под пазува дека можеби ќе ги префати. Долго траат и напорите на семејството Караџовски за обезбедување на надворешен лифт во нивната зграда. Од општина Карпош, чиј жител е Снежана, добила само 2000 евра за барањето за лифт, кој реално чини 14.000 евра, според понудата што ја добила од изведувачот. Останатите ќе мора да ги собира сама, а приоритет е операцијата. Она што е потребно од општината е обезбедување на социјален работник кој ќе го олесни процесот и целата процедура за поставување на лифтот во незината зграда. Потресната животна приказна, Снежана Караџовска ја завршува со апел за помош, бидејќи како што вели, не може повеќе да чека и да живее во болка. Лицата како мене не излагаат надвор, затоа што не можат да излезат. Затоа што луѓето околу нив не им даваат да излезат. Мене не ми смета. Искрено ви кажам, не ми смета. Јас знам дека ќе проводам. И ако не ми дадат, и ако не ми овозможи државата, јас знам дека ќе ги соберам парите. И ми е криво зашто до сега не ги собрав. Се надевав, многу се надевав. Знаете колку се надевав во државата, во институциите? Реков, па добро, изгледа така треба да има еден процес, па следува рехабилитација, па добро, после протези, па ќе ме научат. Кога видов дека тоа не е така, разочарување големо. Не е грев за тоа што сакам да одам и тоа да се случи во најскоро време, порачува таа. Останува храбра и одлучна во своите напори, повторно да прооди, а инвалидската количка да остане само лош спомен.